Things gone away from me. And now that it's all over, all I can do is wish you well. Другари и другарки, од Нула до култура, сезона 3, веројатно епизода последна. Прво морам да кажам, браво на нас, ги покривме буквално сите настани од Нула до култура и оваа година, втора година поред. И за крај, Блуз, Crossroad Blues Band со нас, тоест во случајов Бане и Давид. И одбравме со гитаристите да се снимаме, малку е претенциозно, ама тоа е сега, извинете. Блуз ќе се свири без гитара, блуз не бива. Здраво, прво да ви речем. Здраво, ви благодарам што Како речеш дојдовте. блуз без гитара? Ја без точка. Ја без точка. Тоа е ја, ама нема точка. Од прилика. Годинава ни го носите B.B. King. Трибиот за B.B. King, лани беше Клептон. Да. Со многу тешкаши одите, бе. Зошто така? Затоа што тие се класиците на блузов и ние се стремиме кон нив, тоа е целава идеја. Кои се најдобрите и дај да пробаме да научиме нешто од нив. И затоа и токму целава ситуација. И кажи ми, B.B. King е навистина можеме да речеме и таткото на целата тај модерна блуз музика, од која што На учили. цело блуз движење, да. Од која што и Клептон учил. Да, на крајштата. Точно. Тебе ќе те прашам, пошто тој е многу специфичен гитариста. Нема многу тука да речеме онака раскошна техника, ама и што е тоа што го прави кај него феноменален? B.B. King го има ексклузивното место во музичката историја и култура каде што со еден тон одсвирен, небитно каде, небитно кога е, можеш да препознаш, тоа е B.B. King. Тоа е реткост, не е реткост, тоа е близу невозможно да се постигне на гитара, а тој токму тоа го постигнува и затоа е еден од најдобрите на сите времиња, иако не е, како што рече, технички претерано развијано или претерано комплицирано, еден единствен тон, знаеш кој е, го става својот подпис. Ама еле отсвири го така, бе, еден тон. Ти како гитариста, Бане, кој што се занимаваш па 30-40 години свириш гитара, како ти беше спремањево на B.B. King? Да, комплицирано се покажува дека во едноставноста е совршеноста. Има една анекдота за B.B. King, повеќе од гитаристите ја знаат, кога вака некој новинар музички го прашува зошто вие свирите само неколку тона, а другите гитаристи брзаат по вратот. Тој вика, јас го пронајдов тонот, тие се уште го бараат. Ја го знам точно кој тон треба да го удрам. B.B. King е совршенство, не е случајно King, односно крал на блузот, како што кажа Давид, е еден од основачите на електричниот блуз и е препознатлив со 2-3 тона да удри, точно можеш да препознаш кој е гитаристот. Својот подпис го клава со својата гитара и со својата музика. 2 години со ред не удривте со тешкаши, сигурно ќе звучи совршено, ти знам дека не слегувате на сцена неподготвени, особено ти си таков вркохолик што да му се чуди на човек, да се чуди човек колку работиш, ама го сакаш што вака сега ако одиме временски една година напред, шо после B.B. King? Добро прашање. Што после? После можеме, не знам дали имаме досега направено на Стиви Рей Вон или на некој таков. Тоа е феномен. На Џо Бонамаса исто, затоа што тие се Џо Бонамаса посебно, можеби за следна година е сегашен во моментов најдобар активен блуз гитарист кој што оди по турнеи и свири. Преработките и од B.B. King на Џо Бонамаса се активни, се користат, се свират и звучат феноменално, така да за следна година може да добро е тоа да се посвети внимание. Може да ми дајте глас да дам еден предлог? Пошто имате 2 феноменални пејачки, можете в година, например, да не со еден колаж женски блуз вокали. Браво, може. Апсолутно. Може комбинација, може. Прифатено е, држете ги за збор за в година. Ја не знам дали ќе снимам, ама тие ќе свира. Да. Да се надеваме дека ќе снимам. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone away, baby. The thrill is gone away from me. Oh, I still live on
I'm so lonely out here. Да го завршиме муабетов тука со светскиот блуз, да се вратиме во македонскиот, во прилеп на вашиот блуз. Вчера некни не изненадивте со нешто ново. Тоест не е ново, а давање на нов звук на една од вашите најубави песни. Како дојдовте бе баш до тука? Ти веќе говориш. Да, каде е крајот е првата песна 2000-та година која ја снимивме на текст од Сале, на музика од Биби Кинг, на преработка од Crossroad Blues Band, на инсистирање од Давид. Ова сето беше, бидејќи Давид ја прими песната како своја и како на секој концерт таа ни е завршна песна и печат на бендот. Така да на негово инсистирање и на негов аранжман ја снимивме и да ја дајме нов живот, со нов звук, со нов аранжман. Добра песна е секогаш добра песна. Песната е феноменална и да ви кажам дека женскиот дел во песната уште дава нека друга димензија. Истото го мислев. Целата поента беше сега имаме нова формација, сега имаме како што рече фантастични женски вокали. Дај да видиме што може и како може да ги вклопиме прво нив во целата ситуација. Второ беше unplugged верзија, ова не е фул бендовска со солажи и со се, туку е со акустични гитари да се слушне есенцијата или тоа што е битно. Успорена. Така е. Значи не е со фул сет тапани, не е со премногу бука, туку е главните теми, главната емотивна точка да се погоди, затоа што таа песна, барем јас мислам дека има уште потенцијал да живее и да продолжи да се слуша, да се љуби како таква. И за крај, каде е крајот? Нема крај. Нема крај. Нема крај, Blues Forever. Се гледаме живи здрави на темава, најверојатно в година. Фала ви, Васкаче. Crossroad Blues Band, фала на уште
сте тука вечера, се надевам дека уживавте како што и ние уживавме. Чест и задоволство ми е да го представам бендот кој што свири вечера. Ljubča Šilovski na vas. Соки настески на табани. Ранко Нешковски на гитара. Александра Трајчевска вокал. Викторија Георгиевска вокал. Јас сум Давид, фала ви многу што сте тука вечерва. Ние многу уживавме, се надевам дека и вие уживавте и ќе гледаме во следна прилика повторно.